Добро утро и од мене, како што кажа и моите колеги од Ја сакам Македонија, продолжуваме со магазин 10 часот е вистинско време за едно ново издание со мојата денешна гостинка Наде Василевска, која што е фитнес инструкторка. Зборуваме за психолошката помош при трансформации, за исхраната, за низините клиенти, тренинзи и работилници и од каде ја црпи инспирацијата. За сето ова продолжение, па затоа останете со нас да отвориме многу интересни теми со мојата драга гостинка која што одамна ја немам видено. Добро утро, Наде, драго ми е што си ми денеска гостинка и што после подолго време ете повторно најдовме начин да се видиме за нови теми. Ти благодарам за поканата. Како си утрова? Одлично, фала ти. Како си периодов, дали исполнет со тренинзи, со работилници, ете сега најавуваш и еден нов модул кој што е дел од твоите работилници? Да, психолошката поддршка е нов модул во Фитнес Мастермен програмата, затоа што моето долгогодишно искуство со клиентите ми го кажуваат токму тоа дека некогаш не е доволна само исхраната и тренингот. Нели многу случаи знаеме кај што не успеале клиенти, тоест луѓе да намалат килограми. Кај мене е малце подруго, затоа што работим и на тој психолошки дел. Како што каже ти работилници, утре имаме од 19 часот работилница токму на тема стрес и исхрана, така да ги поканувам сите кои што сакаат да работат на себе и да чујат нешто повеќе, да не се придружат. Така видов еден термин емоционално пријадување, па ете ти можеш да ни кажеш од прва рака што конкретно тоа значи, иако предпоставуваме, но еве од твој искуство на што си наишла кај клиентите. Така, емоционалното пријадување е голем проблем, скоро кај сите поради стресот најмногу, меѓутоа и трауми и загуби кои што ги имале предходно, им се рефлектираат со тоа што утехата ја бараат во храната, и депресија, анксиозност и се тоа. Затоа мора да се работи, да ги најдеме тригерите зошто тоа се случило, од кога потекнува и кога ќе го решиме тој проблем, тогаш исхраната и тренингот ќе ни бидат многу полесни. Како се решава тоа? Како луѓето кои што се навикнати да јадат кога ете се нели под стрес или тажни или претрпеле некоја загуба, да прекинат со тој циклус кој што се повторува постојано? Така, тоа е еден затворен круг каде што многу тешко се излегува, посебно ако си сам. Затоа е потребно да имаш тренер, ментор, кој што ќе работи на тоа. Имаме одлични техники кои што им ги кажувам на клиентите, ако осетиш дека имаш глад, меѓутоа си имал оброк пред половина час, ајде да размисли дали си стварно гладен или сепак е нешто емоционално што те тера пак да земеш храна. Така да се случува повторно, меѓутоа се поретко. И тоа е поентата со мали чекори да дојдеме до степен каде што веќе ќе го хендламе тоа и нема да ја бараме утехата во храна, туку ќе работиме на себе паметно. Така, дали за оваа тема ќе се зборува и во самата работилница или ќе има и други теми? Да, ќе се зборува токму за оваа тема, ќе се фати емоционалното јадење, стресот како влијае врз нашето тело и психички и физички. Ќе се покажат многу вежби и техники кои што секој ќе може дома да ги направи, кои што ќе бидат од голема помош. Дајте спомна дома. Што мислиш за вежбањето дома во домашни услови? Колку е тоа ефективно? Дали се наоѓа таму мотивација или сепак треба да се излезе од дома за да се вежба како што треба? Да, често знам да слушнам дека јас дома нема шанси да вежбам, морам да одам негде. Сепак кога ќе запишат теретана или нешто, повторно не одат. Мотивацијата мораме да ја најдеме пред се во нас, за да направиме било каква трансформација и промена. Дали ние ќе излеземе или ќе вежбаме дома, тоа нема никаква врска ако јас знам зошто го правам нештото. Сите мои трансформации што ги имам на социјалните мрежи се во домашни услови, тренинг од 4 до 30 минути, без излегување од дома, без трошење време во пат и слично. Така да возможна е трансформација и тоа е само еден изговор за да не се почне со тренинг. Така, инаку вежбате во сала, преку лето и надвор, каде се ги одржувате тренинзите? Така, моментално имам сала во Маџари, клуб Фокус, каде што имаме две групи, функционален фитнес работиме со тежина, без тежина, меѓутоа кога ќе затопли нели, знаеме да одиме и во парк. Има ли вистина дека со тежина е подобро да се вежба, дека поголеми ефекти има од тоа, дека се гледа повеќе? Така, моето искуство до сега го негира тоа, затоа што моите девојки што слабеле и по 50 килограми не вежбале со тежина, а сепак немаат ни вишо кожа,
градат мускулатура, меѓутоа тоа е тука е многу битна исхраната. Они не се на диета, не ни се исфрлени овошје, хидрати, масти па да прегладнуваат, туку јадат буквално се и затоа како што слабеат, така им се затегнува телото, градиме мускулатура, а она што е вишо го топиме. Сега велиш буквално се, дали тука спаѓаат и некои јадења од типот на брза храна, нешто што е мрсно, благо, или сепак треба да се избегне тоа, да се исфрли нешто, да не речам за секогаш, ама да се исфрли голем период од тоа тренирање, да се внимава на исхраната? Така, мора да се внимава на исхраната, секако, меѓутоа и да се јаде нешто во текот на процесот од таа нездрава и недозволена храна, нема да наштеди. Затоа што они, ако 3 недели ти се храниш како што треба, еден викенд сакаш да изедеш пола парче пица или не знам, половина хамбургер, веќе и они осеќаат дека тоа не им е потребно, им прави проблеми дури на стомакот, затоа што се навикнати на здраве и чиста храна. И ја ништо не им забранувам. Ако сакаш пробај, меѓутоа сами увидуваат дека тоа веќе не е за нив и не е тој живот што го живееле пред месец, 2-3. Колку време мислиш дека треба за да се навикнат на тој здрав начин на живот? Сигурно е кај секого индивидуално, но ете од прилика да смогнат сили, да започнат, да соберат храброст. Така, најтешкиот момент е стартот. Да. Меѓутоа, од кога ќе почнеш, од кога ќе видиш дека имаме друга методологија и друг систем, каде што нема да си повторно на диета, веќе ако правиме муабет за шеќерот, што се навикнати секој ден буквално да јадат шеќер, веќе третиот ден ми кажува јас немам потреба од благо, не ми бара организмот. Одлично. Така да после да проба нема да продолжи со истото. Значи навистина и од твое искуство се е навика. Се и е твоите навика. клиенти го потврдуваат тоа. Да. Која возраст се најчесто? Кој ти се обраќа за тренинг, за совет? Така, од 20 години па до 5-60 години. Мојот најстар клиент има 62 години. Така, дали има некои пак ограничувања во однос на физичката, менталната подготвеност или некои заболувања ако постојат диагнози кај луѓето, или мислиш дека секој треба да вежба? Секој би кажала дека треба да вежба, меѓутоа како што кажат и одредени диагнози и болести нема да ни го дозволат истото. Меѓутоа за тренинг од најрана до ја што викам и на 80 години да почнеш да вежбаш, нема да сгрешиш, така да физичката активност е најбитна. Меѓутоа јас сепак не сум доктор и поминуваме еден прашалник кај мене пред да влезат во програма, да знам јас дали тоа можам да го поправам или не. Ако не можам, тогаш ги праќам кај стручно лице. Така, но ти си таа што им изготвува и план за исхрана и план за вежби. Така ти се обраќаат некои само, например, за исхрана, а не сакаат да вежбаат, да речеме? Или мора паралелно и двете? Мора паралелно и двете, ако сакаме здраво тело и крвен притисок да средиме, крвна слика да средиме, проблем со тироида, со шеќер. Мора да имаме и физичка активност, освен ќе изготвам само план за исхрана, доколку сме физички спречени да работиме тренинг. Ако е од мрза, ако е од немам време, тогаш моментално не си за кај мене во програма, кога ќе го склопиш тоа во глава дека мораш да најдеш време за себе, тогаш да, ќе направиме се што треба. Како ти им помагаш во тој првичен момент да стартуваат? Како ги мотивираш? Од каде ја црпиш и ти инспирацијата за да им ја пренесеш на клиентите? Така, мене клиентите ми си најголеми инспирации, не само клиентите, туку и оние што ме следат, па ќе ми се јават или ќе ме сретнат на улица наде од советите само што ги слушав, намалив конечно 15 килограми, тоа е мојата мотивација и се додека тоа ме радува, јас ќе бидам и тренер и ментор. Меѓутоа, она што им го кажувам на стартот е дека да заборават на се она што правеле претходно. Од нутриционистички режими, од диети, од прегладнување, од апчиња, чаеви, се претходно што пробувале да намалат килограм, меѓутоа било неуспешно, сега ќе научат нешто ново. И јас целиот тој план и нашата соработка им ја праќам на мејл да прочитаат и ако се пронајдат во тоа, ако си веруваат на себе и на мене, тогаш стартуваме. А кој ти е најголемиот успех? Ете, сигурно си горда со некого посебно, со некој клиент и соработка со некој клиент. Така. Има ли такво нешто во твојата кариера што паметиш? Така, има клиентка моја од пред 3 години, која што ја спомнавме минатиот пат кога бев, што не можеше да оди, што беше со помагала, па после до ден денес си оди самостојно и е сосема во ред физички. Да.
намалени килограми 56 ми се максимум до сега, ќе видиме понатаму, така да секој ден имам успеси на што се радувам. Не се битни само килограмите. Имаме девојки кои што го регулирале шеќерот. Тоа е огромен бенефит за нив и за долговечност и за здравје и за се. Што регулирале тироидна жлезда, па повеќе не примаат терапија, тоа е исто така преголемо леснување. Така да секоја нивна дневна победа мене ме радува и сум горда на нив. И често знам и да ги потсетам и тие да бидат горди пред да стигнат до минус 30 килограми. Не се само килограмите на вага битни. Да, не е само бројката, но и колку време им треба, например, да ги симна тие 30 или како што кажа 56 килограми, бидејќи се многу, нели, колку време треба да помине? Дали исто се повеќе месеци во прашање или? Да. Мојот принцип на работа е да се слабе од пола кило до кило и пол неделно, што е здрав и безбеден начин за слабење. Тоа дали ќе треба 6 месеци или 3 месеци, сепак зависи индивидуално, но на килажа што е најголема сме ја симнале за 9 месеци. И девојката веќе втора година си ја одржува килажата без проблем. Така да ма се индивидуално и јас секогаш кога зборам можеш да намалиш од 7 до 12. Точно не можам да ти кажам, мога ти кажам ќе ти излажам, сепак организам, метаболизам, дали претходно си имала пробувано диети, си враќала, си качувала повторно килограми, тука веќе е многу потешко. Така, има ли некои што не успеале од прва да постигнат некој напредок, некој успех, па ти се обраќале за помош, психички некако да ги поттикнеш или се разочарувале, па престанувале со вежбање? Имало ли и такви ситуации? Да, има ситуации секако, меѓутоа кога ќе дојдат во програма, веќе и тимот што го имам јас со девојки кои што ја поминале програмата и се уште ми се во програма како мои асистенти, им се од голема помош. И секоја сабота ние се гледаме на лајв консултации, секако и овие работилници, како што ги кажав, ги мотивираат другата недела да бидат подобри. Така да комуникацијата со мене, со тимот е од клучно значење. И тоа е дел од таа психолошка поддршка. Затоа што и многу девојки ми кажале да не се слушнев со тебе, да не се видев на консултација, до сега сигурно ќе се откажев. Така, имаш соработувано во повеќе работилници со психолози, психотерапевти? Така, да. Предходно соработував со Ивана Хаџиванова од Неокортекс, Маја Георгиева Павловски, исто гешталт психолог. Сега Бранка Марковиќ ќе биде утре на работилницата и на моје огромно задоволство што и тие се дел од програмата и дел од помошта што им ја даваме на клиентите за да направат животна трансформација. Така, и тие вежбаат исто или? Да, активни се. А таа програма кој ја осмисли? Како се осмислува? Што е потребно за оваа програма? Таа програма јас пред некои 13 години ја пробав прво на себе. Видов успех, после тоа ја дадов на пријателка која што исто сакаше да ослави. Викам, јас имам нешто, ајде пробај дали функционира. Функционира одлично, за еден месец 5 килограми, за 2 месеци 11. Слично јас тоа се го склопив и цела програма е моја. Од моje лично искуство и веќе е 8 година како е број 1. Браво, како ја осмисли во тој момент? Како знаеш што точно да примени, што точно ќе биде успешно? Или експериментираше на почетокот? Јас експериментирав и со диети и со се она што денеска кажувам да не го пробува ни една жена. И тоа е и моje лично искуство. А програмата многу учев и многу читав, многу се едуцирав тој период и се уште се едуцирам, затоа што 1000 луѓе, 1000 различни организми. Да. И некако дојде и спонтано. Тоа напиши го и тераме се модифицирало од самиот старт, секако има промени, затоа што јас учам од клиентите, како што и они учат од мене. И ги гледам нивните проблеми и секогаш ме мотивира да најдам полесен начин за нив, за да не го осетат процесот. Така. Да, многу интересно е што прво си почнала нели сама на себе си да го примениш тоа, бидејќи нели има и тренери можеби што не почнале така со таква програма или прво да испробаат на себе, но ете ти си видела баш од свое лично искуство како оди тоа. Так. Какви се работилници сакаш понатаму да имаш, бидејќи гледам дека често снимаш видеа на твоите социјални мрежи. Што е она што би сакала следно да можеш да им го пружиш, да им го возможиш на клиентите, да ги научиш?
Така, следно што имам во план се интервјуа со оние кои што го завршиле мојот процес, сега и минативе 8 години. Они од нивно искуство да кажат што најмногу им помогнало, како се хранеле, како вежбали кога не им се вежбало, кое било нивното зошто. И тие интервјуа мислам дека ќе дадат една одлична слика за сите оние кои што сакаат да почнат дали со мене, дали индивидуално, не е битно, и ќе биде од голема корист, а работилниците секако ќе продолжам да ги правам, затоа што многу им се од корист на девојките. Така, онлайн ќе продолжат да бидат, така да ќе може да се пријавате, да речеме за ова утре, дали кај тебе на твојот Facebook профил? Да, кај мене на Instagram или на Facebook, нека ми пишат мејл и утре 15 минути пред ќе им испратам линк за учество. Така, да се вклучат онлайн. Да. Ти си позната и по некои адреналински спортови, па би те прашала дали се уште практикуваш да возиш мотор, да јаваш коњи. Предходно знам и џиу-џицу исто дека тренираше, се надпреваруваше, па ајде малку околу другите спортови. Да, со боречките вештини завршив поради повреди, поради обврските кои што ги имам сега како тренер. А од адреналински спортови мотор моментално не возам, меѓутоа би во иднина, тоа секако, зашто ги обожавам. Коњите ми се љубов, веќе е договорена тура само да се оправи времето. И пробав минатата година рафтинг на Тара, што беше одлично искуство и би пробал и ова лето пак. Така да тоа е тоа, сноубординг, скијање исто сакам од зимски спортови. Меѓутоа, како што кажав, се чувам од повреди, затоа што држам и тренинзи во сала. И малце сум помирна. Да, а кај џиу-џицото кога сме, колку медали имаш освоено таму? Знам дека кога се надпреваруваше, освојуваше и те како награди. Да, многу медали на државно, балканско и европско ниво. Меѓутоа и самиот спорт си носи повреди, кои што ги спомнав и пред малку, и морав некогаш да кренам рачни, да се посветам само на тренирањето и на фитнесот. А колку мислиш дека џиу-џицото ти помогнало да ја стекнеш таа дисциплина, бидејќи сепак боречка вештина? Да, многу, како и каратето, затоа што јас сум почнала од 7-8 годишна возраст да тренирам карате, и таа дисциплина и почит кон повозрасни, се она што денеска нели го имам изградено како карактер, е благодарение на тие спортови. Јас секогаш предложувам на родителите да ги запишат на боречки вештини, затоа што нема да станат тепачи, напротив, ќе бидат многу смирени, ќе знаат да почитуваат и она денес баш во младинава што фали, таа дисциплина. Да, имаше ли тоа и ти кога тренираш и се надпреваруваше некои стереотипи жена во тој спорт? Дали знаеле да ти се обратат? Да, како не. И до ден денес исто нашите такмичари се соочуваат со истото, меѓутоа според мене не е така и секоја жена треба да научи и самоодбрана и боречка вештина и да се изградат и физички и ментално. Да, особено што велиш дека тоа помага за смиреноста. Така. Мислиш дисциплината дека е клучна, дека е најбитна и во фитнесот и во тренирањето, дека без тоа не може нели да се продолжи понатаму? Да, дисциплината се гради постепено, не е преку ноќ, а мотивацијата ни доаѓа преку ноќ. Јас денеска имам за цел ке намалам 50 килограми, мотивирана сум, меѓутоа за еден месец се откажувам. Зошто? Затоа што не си дала доволно време да изградиш дисциплина. Ако ја имаме дисциплината, и да не ми се вежба, станувам, одам вежбам. И да ми се јаде хамбургер, имам дисциплина, ќе одам, ќе подготвам поздрав оброк. Така убаво кажа, не оди едно без друго. Бидејќи мотивацијата, нели, може денес да сме мотивирани, а утре веќе да не сме. Да. Мотивирани, да има некоја мрза или некој отпор, одбивност. А во однос пак на возраста, дали постојат различни вежби за помлади, за постари клиентки, како се разликуваат или сите вежбаат заедно во исто време во тие групи кои што ги имаш? Не вежбаат сите заедно. И возраста е битна, меѓутоа и физичката подготвеност. Жена што прв пат доаѓа во сала на 30-40 години, не можам да ја дадам тежина или некои поекстремни вежби. Туку почнуваме со лесно темпо, обично едноставни вежби за цело тело и како они напредуваат, така им се зголемува интензитетот и многу брзо напредуваат. Така, дали ти се фалат после тие тренинзи дека имаат повеќе енергија? И ти како се чувствуваш после тренинг? Дали имаш повеќе енергија или помалку, односно се исцрпуваш, те уморува тренингот?
Кога како, затоа што јас вежбам пред групите, знам да бидам на крај тотално изморена, меѓутоа енергијата што ја добивам од нив е феноменална и они од мене, така да едва чекаат да дојдат на тренинг и тоа е она што ме мотивира, нели, да го продолжам тоа да го правам. Така, мислиш дека тоа помага и многу психички, нели, ментално да се чувствуваат луѓето подобро, односно да имаат повеќе енергија, животна енергија во себе си после тие тренинзи? Да, секако и животна енергија и го регулираат и сонот, веќе не се будат уморни, без волја за живот, туку напротив, стануваат, спремаат оброци, менуваат навики една по една. Так. Не е се одеднаш, тоа нормално, меѓутоа тренингот си носи и поздрава исхрана, помалку алкохол, помалку благо и шеќери. Да. И тоа е тој ментален склоп што пробувам да им го сменам за утре веќе тоа да им стане и начин на живот. А да не им биде тешко при тоа, да не им биде како бачење, Така. дека се малтретираат за тоа што го прават или ете трпеле можеби некои жртви на почетокот, но потоа им станало навика и не ги гледат веќе како жртви, да речеме, нели, во однос на исхраната. Како пак ти се храниш? Што е оно што најмногу сакаш да го јадеш? Какви оброци си приготвуваш? Така. Јас не сум многу вешта во кујна. Јадам еднолична храна и тоа што е јајца, паста, месо, едноставно и салати нормално. Меѓутоа знам да јадам и надвор. Знам да јадам и мрсна храна, знам да јадам и шеќер, меѓутоа знам и кога треба да застанам и каде и додам да си однесам и мое здраво благо без шеќер, ако сме собрани, за да не јадам, нели, од тоа, ако знам дека сум претерала претходниот ден, така да правам некој баланс и пред се јас како се осеќам и каква ми е енергијата и на тренинг и во секојдневието, како ми е фокусот со клиенти, затоа што исхраната е многу битна за секојдневното функционирање. И ако јадам нешто денеска што не треба, утре веќе нема да имам истата енергија и затоа Ќе ти се одрази. така, да. Да. А има ли вистина, веруваш ли во она од толку до толку часот да се гладува, од толку до толку часот да се јаде, односно повеќе сати, нели, во денот да се гладува, а во одреден период само да се јаде? Дали мислиш дека има во тоа некоја вистина, во тие диети, дали веруваш во тоа? Дали верувам? Не верувам, меѓутоа има организам што тоа ќе му одговара. И мене кога ме прашуваат за тој фастинг, окей, пробај една недела, види како ќе се осеќаш. Ако се осеќаш окей, јас имам мои пријатели што тоа веќе долги години го применуваат на себе, вежбаат, се осеќаат одлично, немаат главоболки, тогаш е окей. Меѓутоа многу клиентки кои што ми доаѓаат го пробале истото, ама не се чувствувале добро. Тогаш значи застани, тоа не е за тебе, тој начин на исхрана и на живот. Така да нека проба секој кој што мисли дека би му донело резултати, меѓутоа ако не се осеќаш добро, не е за тебе. Така, ти благодарам многу за овие информации, за твоите искуства што ги сподели со нас. Ти посакувам успеси понатаму и во твоите работилници и тренинзи, секако со клиенти, и да продолжиш да не инспирираш и со твоите видеа, па да се видиме повторно. Ти благодарам на поканата, честа е моја. Драго ми е што е така. Од мене, драги мои, довидување, останете на Сител телевизија и проследете во продолжение Јана Спирковска.